Мини самитот од Меѓународниот Преспа форум за диалог што денеска се одржува во Тешево во присуство на министри, амбасадори и градоначалници од регионот на Преспанското тромеѓе отвори теми за соработка, добрососедство, перспективи на младите, економски развој и иницијативи за спас на Преспанското езеро. Бидејќи сите овие активности се одвиваат низ политичките вредности на рамковниот Преспанскиот договор и договорот со Република Бугарија, министерот Горан Милевски запрашан зошто на форумот нема представници од Бугарија, рече дека тоа е нивни пропуст, меѓутоа нема да има пречекорување на црвените линии. Од Бугарија жалам што нема гости. Македонскиот народ повеќе отстапки не може да прави и мислам дека нема да постои влада во државата која што може да ги прифати бугарските барања такви какви што се во моментот. Од услови, од уцени повеќе ние да речем на сите граѓани преку глава и се надевам дека ќе се вразуми и Европа и дека ќе конечно она што го ветија кога го потпишувавме Преспанскиот договор и дека ќе си го исполнат. Градоначалниците од Пустец, Лемос и Ресен сметат дека покрај развојот на регионот со еврофинансиска поддршка е силна можност за трилатерални договори околу колапсот на Преспанското езеро. Пред 2 дена министрите за животна средина од Македонија, од Албанија и од Грција има еден многу добар конструктивен состанок на кој ги одредија главните активности кои ќе се одвиваат во наредниот период. Треба државите да обземат поголеми иницијативи, што треба да се простудира за да се зачува езерото од пропаѓање. На регионалниот форум на младите беше речено дека најголеми интерес за заминување во странство од Македонија имаат лица на возраст од 23 до 33 години или 33% со вкупна бројка од 270.000 граѓани сонуваат да заминат во еден правец.